Здраво, драги пријатели! Добре дојдовте во денешната епизода, дупло разубавена епизода, затоа што денеска одлучив да имаме гости две девојки кои што се вистинска инспирација за многу од вас кои што можеби сакате да се инволвирате или сакате да го промените вашиот начин на живот во делот на здравје, физичка активност, исхрана и така натаму. Се работи за две девојки кои што ги запознав преку Инстаграм и девојки кои што мене лично ме инспирираа, ми изгледаа супер привлечно. И затоа што изгледаат супер привлечно и се долго време инволвирани во фитнес, сватив дека всушност многу луѓе овакви девојки би доживеале како луѓе кои што не би им биле можеби пример затоа што сметаат дека само они го можат тоа и дека многу од луѓето практично не сме свесни дека секој од нас има свој почеток и сите почнуваме од исто додека сме во процес можеби да направиме резултат во изглед, резултат во здравје, во добро чувство и така натаму. Така да, девојки, добре дојдовте. И фала ви што ја прифативте поканата на така мали години, односно не се мали години, но во секој случај се години во кои што не секој би прифатил покана да гостува и да се експонира јавно. Нема зошто. Благодарноста е моја поголема, али за да не должиме многу она што јас сакам веднаш да преминеме е да оваа заедница прво вас ве запознае и да можеби раскажете од каде дојде пасијата и страста да се физички инволвирате и како почна целата приказка и процесот кој што еве до ден денеска трае и знам дека ќе биде уште поуспешна приказна за вас две. Така да, Марија, можеш ти прва да споделиш како еве започна твојов дел во активен животен стил. Пред се да се заблагодарам јас за поканата, вистинска чест и задоволство е за нас што сме денес овде. Драго ми е. Всушност, моето патешествие почна на многу рана, да речеме, детска возраст, каде што мојата прва средба со спортот беше некаде четврто-пето оделение кога започнав да тренирам една боречка вештина, тоа е кидото. Тоа беше домашна инспирација од дома или домашна инспирација? Мислам, родителите ти те натера или тоа беше само иницијативно нешто што ти сакаше да го почнеш и ново нешто да примениш? На тие години бев многу темпераментно дете, со оглед на тоа мојата енергија требаше да се насочи некаде. Да не се оштетува домот. Да биде нешто корисно, сепак. Па така, со другарчињата тоа време почнавме заедно. Меѓутоа, како што одминуваше времето, тоа стана мој начин на живот, моја навика, рутина, понатаму и моја страст. Меѓутоа, во еден период мораше да се направи пауза поради повреда, имав фрактура, скршеница на раката, при што имав година дена пауза, година дена неактивен живот, воопшто не живеев како што ти беше секојдневието. Како тоа што го правев претходно. И тука доаѓа еден шок на организмот, значи не е навикна, тоа не е негова територија, тоа не е место каде што сака да биде. Се движел, да. И така тоа практично ти беше инспирација и одскочна даска и момент од животот кој што можеби те натера да пробаш нешто ново, што денеска па ти е пасија, така? А тоа е фитнесот. Колку време практикуваш сега фитнес? 2 години поред, значи започнав со цел ајде малку да зајакнам, да го зајакнам зглобот, нели целиот организам, меѓутоа се уште сум на тој пат, тоа е сега мојот начин на живот, фитнесот. И твојата цел е комплетно пак да се вратиш назад на боречки вештини или сега би правела баланс и некоја комбинација и од фитнес и од боречки вештини? Желбата ми е да се вратам назад секако, меѓутоа ќе направам некоја комбинација, не би го оставила ова, горда сум на тоа до каде стигнав, така да не би се откажала во никој случај. Супер. Мими, и пошто приказните не ви се сличи, ама почнуваат од исто место, а тоа е болка. И практично повеќето од луѓето понекогаш болката им е добре дојдена во насока на изговор дека е супер, не можам сега да вежбам, али она што вие сте го направиле сосема обратното и затоа имате резултати кои што многу од луѓето ги немаат, а ги сакаат и очекуваат дека ќе се случат преку ноќ. Знам дека и твојата приказка почнува поради тоа што имаше имав сколиоза и ми препорачаа да почнам во теретана, да зајакнам, за да може да има некакви подобрувања, да ситуацијата да се исправи. А имаше подобрување? Реално? Минимално имаше, бидејќи зајакнав, тоа е факт, но сепак тука си е тоа истиот проблем, но барем немам болки.
болките се намалија, односно веќе немам воопшто болки, но работата е во тоа што претерав со вежбањето, се изфорсирав. У друга крајност од Да. Претерав со вежбање. Што значи претерување? Па На дневна основа по многу сати во 4 до 5 часа вежбав, кардио дома, па вечерта теретана и слично. Со сето тоа форсирање се повикав други проблеми. Имав проблем со коленото, со зглобовите. И тоа ми е лекција дека се што правиш треба умерено да го правиш, бидејќи не е убаво па воопшто да не го правиш, а не е убаво ни да претераш, бидејќи доаѓа до компликации. И исто така ме советува, бидејќи јас кога почнав бев 7 оделение, и сите ме советува да почнам со тренер. Јас почнав, но тоа набрзо прекина, бидејќи сакав сама да вежбам, сакав сама да успеам, ама тоа те удри по глава. Да, баш Да, буквално па практично така. и ова, мислам, ова е супер поука за луѓе кои што можеби не кои што се неискусни, туку луѓе кои што можеби сакаат да се инволвираат во нешто што до сега не се инволвирале, да ете послушаат некакви насоки, пошто не би било добро да ја плаќаат и твојата цена. И уште една друга лекција од ова е дека на крај на денот не се работи за дека треба ние да гинеме у теретана и да не знам што правиме и колку сати треба да вежбаме од денот, затоа што повторно не се работи за тоа во еден месец ти да имаш секој ден по 5 сати тренинг, туку се работи во 10 години да имаш не знам 5 пати неделно по пола сат до сат тренинг. Континуитетот прави разлика. И една друга работа што знам дека барем кај вас функционира и практично овие резултати не се само од вежбање, а тоа е дека и исхраната е дел од вашиот начин на живот, на тоа што го правиш, бидејќи во средна школа на тие години да покаже човек таква сериозност не е мала работа, и во средна школа да човек можеби се припрема уште од дома да носи кутивчиња со храна, не го прави тоа секој. Ме интересира како ти размислуваше во тој дел и дали и тебе ти се случуваше она што на секого од нас би му се случувало кога ќе почне нешто ново. У дело тебе, сум носела храна на школа. Секако се случувале такви ситуации, меѓутоа во моментот кога целото училиште нели оди нели по скалите на гужва се прават, На голем одмор. Да, се оди да се купи брза храна, ти остануваш со твоето кутивче некаде во училницата сам и си зборуваш дека во тие години всушност ти немаш каде немаш што да инвестираш, се ти е дадено. Меѓутоа единствено нешто каде што би можел да оствариш резултат се ти самиот, значи твојот организам, твоето тело, твојот метаболизам и така натаму. Така што овде ти доаѓа она мотивација, ќе продолжам, ќе направам нешто од себе, затоа што знаеш дека ќе вреди. Тоа вредеше секако после 2-3 месеци, резултираше со тоа моите врсници да бидат кутивчено од каде беше, рецептот нешто да ми дадеш. Да, па и практично никој не останува имун на резултати, и тоа е, мислам, секој кога ќе види резултат сака да биде дел од тоа и да проба, нормално. И затоа јас и ве повикав, затоа што сте инспирација. И уште едно нешто што ме интересира, за една година од сега, или можеби дали за одреден период од сега, се гледате себе си како луѓе кои што ќе бидете дел од таа фитнес индустрија, можеби вие ќе учите некого, вие ќе сакате да бидете нечи тренери, нечија мотивација, инспирација? Или немате такви амбиции? Искрено се надевам, меѓутоа тоа е се наша рутина, затоа што и ден денес кога ќе отидам јас во теретана, новите членови не со секого се чувствуваат флексибилни, па ќе побараат некој совет. Сега јас не сум некој стручњак, меѓутоа од искуство ќе им кажам, ќе ги посоветувам. Па тоа е најголемата стручност. Мислам, ниту јас сум медицинско лице, ниту нутриционист, ниту фитнес тренер, туку она што јас го знам и кој пат сум го минал, само го споделувам. И затоа и сакам да имам гости кои што минале одреден пат без разлика колку години се. Затоа што на 16 години некои луѓе се уште, мислам, не да немаат зрелоста, луѓе и на 32 години немаат зрелоста во делот на инвестиција во самиот себе, кој што ти си имала на 16. Така да не е битно и возраст и стручност, битно е резултат каков ќе покажеш и што си поминал. Мими, ти се гледаш у нешто такво за некој период од сега? Или лично за себе ова би го правела и не би сакала да се инволвираш, да речеме, ти некому да помагаш? Лично за себе би продолжила со ова, за инспирација секогаш би била сакала пресрекна. некела инспиративна сум. Да, би сакала да помагам на некој нели доколку му треба помош, но не се гледам како фитнес тренер или нешто такво, чисто тоа го правам за себе, бидејќи теретаната е место каде што се чувствувам убаво, место каде што можам да се дружам со многу луѓе, каде што можам продуктивно да го потрошам денот, а тоа да не е пред телефон, пред компјутер или како и да е.
И чисто за себе тоа го сакам. Супер. Супер. Ако мислам инспирацијата може и од нивните Инстаграм профили да ја влечете, ќе видите доле како може да ги најдете овие две девојки на Инстаграм и верувам дека некој од вас можеби ќе сподели како се инспирирал од цела оваа приказна, односно приказки на овие две девојки. Фала ви женски уште еднаш што прифативте и што собравте храброст да по прв пат се појавите јавно на 19 и 18 години. Се надевам дека можеби после 6-12 месеци повторно ќе биде да гости со нешто ново, со нов резултат кој што можеби сега го немате и ќе бидете инспирација. А на секој од вас ви благодарам за вниманието и за секоја секунда одвоена да ја следите оваа содржина. Се гледаме ние во некоја следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики, убав ден и ве поздравуваме тројцата.